Добри дојде за Саша Ордановски, новинар, политички аналитичар. Добре ве нашол. Прво, околу името. Веќе десетици години се говори за оваа тема, станува нездодевна, но очигледно и последното Генерално собрание, последното патување на премиерот Груевски во Обединетите нации, средбите покажуваат дека нема никаков напредок. Министерот за надворешни Никола Поповски обвини Грција дека таа е онака всушност страната која не соработува, потсети на Хашката присуда, на важноста од правдата. Нимец се уште останува како преговарач. Гледате ли некаков излез? Јас морам да ви кажам дека за името не давам никакви суштински коментари, веќе има 2-3-4 години, бидејќи тој процес е толку затворен, толку е строго контролиран, што навистина, освен што нема видлив напредок, навистина јас немам информации за тоа што точно се случува и моите информации доаѓаат само преку посредни од втора рака извори, значи читање весници и така натаму. Има неколку работи. Прво, добро е што премиерот се воздржа овој пат да не изнавреди Грција, бидејќи тој не пропушта прилика да прати провокации, навреди и така натаму. Што говорот му беше коректен. Јас чекав да видам што ќе се случи, дали ќе се бара прекид на мисијата на Метју Немец, некој нов модел, нова форма, така тоа не се случи. Добро е, тие, инаку нашата влада, грчката влада е една приказна и тоа е една практично безизлезна ситуација со која сме соочени. Нашата влада, од друга страна, тој спор веќе со години го користи, а можда и од почетокот, само како внатрешно политичко прашање. Сите изјави, сите коментари се насочени за моделирање на овдешното расположение, на овдешните цели. Патриотизмот се разбира, така што ништо ново, мислам. Но сепак Дуи инсистира дека има новини. Господинот Ахмети постојано оди на некакви турнеи, сега во моментот на турнеја во име на евроатлантските интеграции. Од друга страна, неговиот шеф на кабинет Груби најави дека има напредок и дека не е во прашање македонскиот идентитет, па прашањето зошто ВМРО не се, односно зошто Дуи се прилично транспарентни, а ВМРО молчат. Обидот да се анализира и да се предвидува политиката на Груевски низ тоа што го прави Дуи, мислам дека е крајно погрешен. ВМРО нема да се демократизира заради потезите што ги прави Дуи, ниту пак обратно може да се случи, така што не ги зивам за многу релевантни изјавите на Дуи. Факт е ова што го потенцираат, ама тоа е факт додека разговараме, може веќе утре нема да биде факт, дека навистина идентитетските прашања повеќе во последно време не се спомнуваат како тема на разговори во грчко-македонскиот спор. И тоа ако е точно, а и не знам дали е точно, е добар еден податок, бидејќи мислам дека тоа беше на некој начин сфорсирано од страна на Груевски, па потоа грците одгоре. Тие се како лонче и капаче. Знаете, грчката и македонска влада, овој делов на владата на Груевски се како лонче и капаче. Таман едва и дочекуваат еден на друг да си турат по едно капаче, не се што ќе кажат. Така што нема напредок таму. Јас се видам лично многу изненаден ако се случи нешто суштински, ниту гледам дека има напредок кај меѓународниот преговарач, ниту некој од странство, од меѓународната заедница на кој било начин суштествено се интересира за тоа. Ние стоиме во место и мислам дека тоа во крајна линија одговара и на грчката и на македонската влада во овој момент. Добро. Гледате ли еден вид на либи на заострување на македонско-грчките односи преку аферата Шпион, ако неофицијално беа давани некакви информации дека всушност грчките разузнавачки служби биле клиенти освен унгарските? Значи, се што прави македонската влада е намено исклучително е наменото за пиарот и за тој дел од, да кажем, случувањата што се околу настаните кои владата ги продуцира. Оваа акција што последен пат се спроведе, тоа е Шпион, Апсењеви и така натаму, мислам дека е многу занимлива од неколку аспекти. Прво, многу е занимливо концепирана целото апсење. Уапсени се 22 луѓе, сите се ставени под еден чадор на шпионирање и тоа е перпетуирано и нон-стоп се повторува од разни нивоа во МВР и така натаму во познатиот стил дека е доволно МВР да одржи пресконференција за да луѓето бидат осудени. Кога ќе ја видите таа група од 22 луѓе, мислам дека вака барем од она ја што го гледам, таму има 3 дистинктивни групи на уапсени
кои што меѓу себе не знам како се поврзани. Може би истрагата знае, а не е исклучено да се поврзани на начин кој уствари само им одговарал на овие за да постигнат некои други цели. Ќе говориме за нив. Првата група е очигледно собрана околу овој бивши разузнавач кој, да ве потсетам, е отпуштен од работа 2009 година. И мислам дека колку што она се знае во круговите кои се блиски до тој вид на проблематика, ние сме натерани да имаме информации заради нашата професија новинарски аналитичка и од тој дел од работата. Мислам дека тој е одамна, да кажам, следен и нотиран како можна позиција која што се занимава со некакви дејности кои што се спротивни на законот. Така што би рекол во тој дел нема ништо ново, освен што немојте никогаш да заборавите, тој свет е како свет на искршени огледала. Никогаш точно не знаете што всушност се случувало, кој за кого работел. Дали е баш тоа така што ни го кажуваат, или можеби работел за едни, други, а можда и за трети, а можда некој. Така што целиот круг на 3/4, 5 души околу него е еден многу симптоматичен круг и би не одвело сега во непотребни детали за тоа да го анализираме. Вториот круг е очигледно овој круг кој што е околу генерал Стојков прибран. И мислам дека и она што го спомнуваат во соопштенијата МВР, там повеќе изгледа дека се работи за рекетирање некој и мислам дека ако е тоа точно, обвинети се за тоа дело, веројатно негдека се јавиле кај што претходно некој друг се јавил и завршил работа. Па кога овие се јавиле, веројатно тој дигнал и рекол: "Абе, ало, се не ви мислели че се дава рекет." Третата група мислам дека е сконцентрирана, таа е можеби најважната група, ја е сконцентрирана околу оваа линија која што води кон Зоран Божиновски. Значи, господинот Божиновски во последните 2-3 години изнесе во јавноста преку својот сајт Буре вестник многу непријатни податоци за тоа што го прави фамилијата во Македонија. И тие мислам дека беа онака извадени од такт од неговата активност. Тоа е инаку, да кажем, колоритни се тие текстови така натаму, составени се од разноразни информации сето тоа, но очигледно дека таму некој многу се изнервирал. И мислам дека целата оваа линија која што води кон Божиновски е на некој начин обид да се замолчи. Кога ќе ги видите трите групи како се они поврзани, јас не знам. Можда пиеле кафе некој со некого, можда некој му е комшија, некој друг и така натаму. Во секој случај МВР и Груевски и целата оваа пропаганда машинерија прават една многу, би рекол, невешта, иако изгледа вешт еден обид, да сето тоа се замагли со некакви државни интереси, шпионажи и така натаму. Ја не верувам дека во Македонија може да се конституира група од 20 двајца кои шпионираат. Сето тоа се стави под една иста капа, иако веројатно таму самиот Господ знае кој што прави така натаму. Веројатно досегашниот начин како ги тераат овие случаи ќе се испостави дека за добра половина од нив немаат ни докази како што треба и така натаму. Веројатно се потпира на некакви дел снимања, дел заштитени сведоци, незаштитени сведоци. Значи очекувам како и во претходните случаи, овој случај прилично да се распадне во текот на судењето. Тие го прогласија за... Да, но како ќе дознаеме дека се распаднало заради тоа што не... Убавината кога сте на власт и кога злоупотребувате се што ви е на располагање е тоа што го прогласија случајот за државна тајна и сега веќе не можеме да знаеме кој за што се суди. Меѓутоа, она што е исто така важно е да се знае дека кога ги гледам овие уапсениве и повеќе од нив јас ги знам лично, се разбира, и многу мина ги знаат, бидејќи се тоа дел од нив се и градски луѓе и така натаму од чаршијата. Тоа е сепак еден добар дел се тоа нивни луѓе. Значи, ние се наоѓаме во 8-та година на власт на ВМРО-ДПМНЕ. Веќе во оваа држава тешко дека некој друг може да прави криминали ако не е од со знаење, дозвола или да кажем намигнување на ВМРО-ДПМНЕ. И гледате, тоа се знаци на еден би рекол распад во нивните редови. При тоа цело време е она што им е првично важно е приказната да остане недопрена. Значи, тие се многу загрижени за наративот, за тоа како изгледа целата приказна. Мислам дека при апсењата и при целата оваа операција многу повеќе воделе сметка за пиар аспектите, отколку можда за суштината. Да, транспарентно е апсењето, но судењето ќе биде тајно. Ама видите, ефектот е постигнан. 3 саца бајале полициски екипи, 30 души наоружени до заби, па нашле, замислете, одземале USB стикови, лаптопи, па дури и порнографски збирки и така натаму. Значи се е ставено во каша попара,
така за да изгледа убедливо не за вас и за мене. И не може би за дел од овие што не гледаат, кои разбираат за што збориме. За оној заспан дел во македонската јавност, кој сигурното тоа како и претходните пати, гледаш бе, виде како ги фатија. Бе, овој Груевски работа испорачува бе, нема тука ја штити државата. Тоа е целта на целата операција. Како е можно 2 години да биле следени овие луѓе и за тоа време да давале, испорачувале некакви безбедносни информации и тоа да не биде спречено во старт? Не е ли опасно за безбедноста? Ја немам проценка за тие работи, бидејќи ние не знаеме зашто се работело. Може и 5 години некој да се следи. Второ, при такви операции некој може би работи точно, доставува работи до некои заинтересирани страни кои се неточни, полувистини и така натаму. Значи може тие канали да бидат искористени за друг вид на намена, за дезинформација, не само за информација. Но од она што го гледам, мене ми изгледа тоа прилично трапаво направено. Очигледно дека сите 22 не биле следени 2 години. Очигледно дека некој од нив се следени, Господ знае дали се следени, они велат дека се 2 години. Тоа може исто така да е еден пиар аспект. Очигледно дека кога 2 години некого следите, а потоа ослободувате двајца при апсење, нешто не ви е во ред со операцијава, што сте го апселе ако е за ослободување. Така натаму, значи има еден, знаете како нашава полиција во денешно време е се. Она е и преслужба, и обвинителство, и судство, и затворско, и истражно, и се е тоа на купче ставено и сега кога ќе излезат со нивните спектакуларни пресконференции, така изгледа пресконференциите за 20 случаи наназад, кои потоа се распаѓа на еден или на друг начин низ судските процеси. Но добро, реакциите се дека има демонстрација на сила, дека има заплашување, дека се сее страф. Значи, кај граѓаните. Заплашувањето е клучен дел на сето ова. Не се граѓаните, не се овие уапсениве само целта, туку целта е да се посе страф. Нема повеќе човек во Македонија кој сака да зборува за политика, кој тоа го прави на телефон. Значи, ме разбирате, значи до таму е стигнато да комшиката ми вели соседка, ајде за тоа кој ќе се видиме ќе зборим. Тоа е една состојба на умот до која не дотера, каде што повеќето луѓе, еве и после овој разговор ќе ми придат 100 души кои ќе многу збориш. Знаете, овдека прашањето за зборување за демократија е прашање на храброст. Ние живееме во такво општество, наместо да биде нормална една ситуација во која што разговорот за демократија, одговорност, корупција, коментирање политички анализи и така натаму, овдека е издигнато во прашање на врвна храброст. Конечно, Билјана, да ве предупредам, да ве потсетам, да заедно да се потсетиме. Може и вам и мене да ни се случи веќе, како да кажам, утре, задутре, прекутре да дојдат да не соберат, да не стават у некоја група за педофили, например, ако сакаат, можда ја тој сум го сретнал на кафе некој во животот, ќе ви објават пресконференција, ќе ве бутнат во притвор и со вашата кариера. Судењето ќе биде тајно, можеби. Судењето ќе биде тајно, јавно не е битно, пресудата ќе биде неважна, бидејќи се случи после многу години, вас ви го уништиле животот. Мислам дека со тоа овие многу се занимаваат. Што повеќе луѓе да уништат, без разлика дали се виновни или не, некои се, повеќето мислам дека не се, за да општата ситуација биде доволно стравот издигнат, за да може луѓето да се плашат и да бидат стегнати, да не го кажат своето мислење. Има спекулации дека ќе продолжат апсењата, дека ова е само почеток. После 8 години на власт сите апсења се веќе меѓу нив, меѓу себе. Значи, тие кои ги апсат главно седат на првата маса или на втората поголема маса кој се. И ќе видите, тоа е сега едно големо клоцање и ритање под масата. Веќе се газат меѓу себе по нозите. Еве се обидуваат Бранко и никако да сега веќе таа приказка не фаќа лепак. Нема веќе Бранко, сега е Грујо само, сега е само семејството на Груевски. Мислам дека они веќе дојдоа до ниво кога на сите им е јасно дека освен 2-3 околу Груевски, сите други се на секоја можна листа, па и на листа за апсење. Дури и некои најпрви соработници што им се на тие листи. Они се повеќе ставаат овака неискусни, би рекол, на известни позиции, деца кои што ќе ги извалкат, ќе ги тутнат во време, после тоа нема веќе враќање назад, значи тие стануваат дел од операцијата. Со тоа се занимаваат, но резултатот го гледате каков е. Македонија тоне ли тоне. И ние сме оставени на фестивали, на појадоци на фестивалот мислите на Собрата Рој? Па не знам, еве господин Фрој прави се и некакви фестивали и така натаму, а ситуацијата воопшто не ни е добра. Потребата за позајмици на пари расте фрапантно и неограничено и континуирано.